18 април е најавениот старт на наводнителната сезона во Виничко, но земјоделците, пред се оризопроизводителите, не се задоволни од условите на теренот. Велат дека машините кои биле ангажирани од водостопанското предпријатие во Кочани не ја завршиле работата до крај. Условите секој си го знае полето, че си го припрема. Тоа е на време, али прво првенствено не се очистени јазовето. Додека не се очистат јазовето, не може да се пушти водата и нема потреба да тече безкорисно. Кои ќе се направат јазовето, да бидат се изчистени, може. Луѓето ќе се припремат и похитно ќе се стават, ќе се направи. Проблемот со јадошто не е скопом, беа машините некои полеко ги сега, но 500-600 метра начисто попунено со 90% јадов пун и вода не можеш. Само ќе пушат моментално вода, ќе не поплават и после вода недостигна вода. А таму има до 100 декари површина што тај јас наводнува. Виница годинова го зголемува оризопроизводството. Само за градот Јакимово и Лески е планирана површина од 350 хектари за ориз, 65 хектари со пченка и по 40 хектари со овошни насади житарици. Ниските откупни цени се уште ја чуваат ланската реколта на Сан Андреа во амбарите. Ја го продадов 20 динара, но таа цена е маленка. До 25 треба скапи се това. 6.007 има на декар трошици на ориза. Ланската реколта јас ја продадов, тоа е точно, мала е цената, не е исплатливо. 20 динара, да, 20 динара дадовме, зимаме субвенции, тоа е точно, јас секој година редовно зимам, од како сме почнали да зимаме. Околу 20 тона, 20 нешто тона да сијат, мога да ги трговите секој ден, телефонски вода од фирма во фирма, ќе видиме и никој ништо не дава. Ново формираното предпријатие наметнува и нови услови за работа со водокорисниците. Секој кој ќе користи вода за наводнување ќе потпише и соодветен договор со кој ќе се регулираат правата и обврските на двете страни. А за цената на водата, конечна одлука се уште нема.